Почитувана колешке, кога почнавте да дискутирате за ребалансот на буџетот, рековте дека ребаланс како ребаланс се прави или представува план и проекција на владата по кој што ќе работи нели до крајот на годината. Меѓутоа, јас сметам дека секој лаик разбира и знае што значи еден ребаланс на буџет кога се прави во Република Македонија и дека значи секој ребаланс значи дека владата не промашила во креирањето на економските политики во државата и дека овој ребаланс на буџет не представува ребаланс заради развој на државата, туку со еден збор кажува за неспособноста на владата во креирањето на економските политики во државата. И тоа ќе го потврдам и ќе го докажам во колку и вие убаво го разгледавте буџетот и во приходната и во расходната страна, ќе видите дека владата на Република Македонија има направено големи промашувања и на страната на приходната страна на буџетот и на расходната. Во приходната страна има промашувања во прибирањето на средствата во буџетот и тоа по основ на прибирање на даноци, посебно данокот на добивка, што укажува дека приватните фирми работат тешко со економските мерки и политики што ги спроведува оваа влада. И треба да се признае тоа дека потврлањата на оваа влада со оваа економска политика се големи. Ако се гледа пак расходната страна, почитувана колешке, и ако се погледнат точно реализираните капитални расходи во буџетот, кои се на ниво 28% само, најниски до сега во Република Македонија, од независноста на Република Македонија, тоа укажува на фактот дека институциите во државата воопшто не функционира. И од тие причини сега, поради нереализирање на многу бројни капитални проекти во министерствата по различни програми, владата ги пренасочува средствата не за развој, туку во непродуктивни институции, како што е, например, се зголемуваат средствата за иновативниот фонд, се зголемуваат средствата во обвинителство, на сметка на кратење од образование. И пред малку слушнав што препорачува Стопанската комора во однос на средствата во образованието. Кажува дека средствата во образование треба за 50% да се зголемат, а не оваа влада сега со ребалансот крати 14 милиони евра од образование. Значи, буџетот воопшто и ребалансот не е развоен. Благодарам. Контрреплика, пратеничката Смилја